Фрапантна е споредбата што министерот за транспорт Александар Николовски, според која е продадена двократна куќа во внатрешноста, со парите не може да се купи гарсониера во Скопје. Тоа е основната причина зашто народот се иселува и ова мора да се промени. Ценовните шокови произлегуваат од притисокот што потекнува од Законот за урбанистичко планирање, кои доведува до ситуација цената на метар квадратен во општините Центар и Карпош да достигне до 3000 евра. Заради овој притисок квадрат во Центар и Карпош достигна до 3000 евра. Се случува луѓе во внатрешноста да продаваат двоспратни куќи за 50.000 евра, а во Скопје или во овие две општини не можат гарсониера да купат за тие пари. Речи се, ниту една млада брачна двојка не може да се дозволи 3000 евра за метар квадратен, а така е заради хистеријата во урбанизмот и бидејќи се е сконцентрирано во Скопје, кој стана град држава. Практично внатрешноста пропаѓа во метрополата, цените одат до небо. Со надминување на состојбите ќе се формира комисија од сите релевантни страни и ќе се изготви нов закон за урбанистичко планирање со кој ќе се стави ред во урбанистичкиот хаос. Тој закон заеднички ќе се подготвува со Сдруженијата на граѓани, невладините организации, односно со еден хетероген состав за тоа прашање конечно да се реши.